гледачи, 17 часот и 15 минути, термин резервиран за уште едно ново издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Миријана Проданова е наша млада писателка, авторка на 2 книги, кои што ни доаѓа од Гевгелија. Поводот за ова наше телевизиско дружење, за ова наше интервју е промоцијата токму на незината втора книга "Сите ја сакаат Марта", која што промоција се одржа во месец мај во незината родна Гевгелија. За пишаниот збор, за инспирацијата, за поддршката од најблиските разговараме токму во денешното издание од своја страна. На самиот почеток ќе ја поздравам и ќе посакам топло добре дојде токму на Миријана. Миријана, добре дојде во студиото на телевизија Сонце и благодарам што ја прифати мојата покана. И на вас ви благодарам за поканата. Ти благодарам што ја прифати мојата покана за ова прво твое телевизиско гостување и многу ми е драго што ете токму јас прва те поканив и успеав да дојдам на некој начин до тебе, да можеме да си позборуваме токму за она кое што ти го правиш, а што правиш и која си накратко ќе ни кажеш ти. И се надевам во идни книги повторно ќе ме викате. Ќе се викаме, да. И ајде Миријана, од самиот почеток, кажи ми од каде љубовта кон пишаниот збор? Ти си веќе доста популарна меѓу македонската читателска публика, па еве накратко која е Миријана Проданова? Па желбата кон пишаниот збор ми започна во втора година гимназија. Имаше конкурс од библиотеката Гоце Делчев на слободна тема за учениците од основно и гимназија да напишат текст од 5 до 8 страни. Темата беше слободна. И јас напишав еден расказ, но бев малку скептик дали да го испратам и мојата постара сестра ми рече испрати го, не знаеш што ќе се случи. И мислам дека помина некоја недела и класната раководителка ми рече во библиотеката да одиш во одреден час и јас кога бев очекував дека ќе има повеќе награди, но од гимназијата само мојот расказ доби награда. За награда добив пофалница и книга од Карл Сурис за фон, мислам дека беше Играта на ангелот. Така, беше ли тоа поттик да продолжиш да си кажеш јас навистина имам талент да видам до каде ќе одам со пишувањето? Па тоа ми отвори еден сосем друг свет, од кога ја прочитав, јас бев воодушевена и така почнав да се интересирам кои издавачки куќи ги имаме во Македонија, за жанрови, па потоа таа беше, мислам, мистерија драма, па после се насочив на трилери, на романси, така и мојата библиотека се зголемуваше. Уште еднаш не така раскази си пишував, не нешто големо, ама еве на факултет започнав да пишувам и така се создаде сопругата. Да, ќе беше моето следно прашање, колку филолошкиот факултет овде во Скопје ти помогна во она кое што го правиш денес, колку те насочи во пишувањето, во токму во онаа професија во која што си денес. И какви беа импресиите на филолошкиот факултет? Изучуваше претпоставувам македонски јазик? Не, јас изучував англиски јазик и книжевност, но бев насока преведувач и толкувач, но од факултетот најмногу ми се допадна предметот драма. И па не знам колку влијаело, но периодот на Шекспир ми е многу убав. И неговите дела и други драми што ги изучувавме, но со сопругата беше сосем друга приказна од каде излезе инспирацијата. Така, сопругата на детективот е твојата книга Првенче. Да. Се работи за трилер. Колку беше предизвик да се напише трилер за македонската читателска публика и зошто токму трилер, Миријана? Па најмногу читам трилери. Дали ми беше некој предизвик? Не, јас немам некоја конкретна инспирација, одреден писател, така. Си имам мој стил. И кога ја започнав, не планирав да биде роман. Прво беше првото поглавје. Па во тој период имаше протести на факултетот за екстерното тестирање и поради тоа јас бев дома, не се продолжи наставата. И гледајќи си што сум работела во лаптопот, го видов расказот. И си реков, од расказот почна се? Да, од првата глава.
Па потоа си реков, ајде да напишам како се запознале Лидија и Димитар. Го напишав тоа. Па потоа Значи сама си течеше приказнава. Ова беше спонтана. Па после ајде да напишам во затворот. И тука се продолжи уште малку протестот, уште малку бев дома, па ми дојде желба ајде сега затвореничките, па секоја посебна приказна. Значи книгата сама се напиша. Да. И кога се вратив веќе на предавање, си ја напишав првиот концепт. И тоа ми беше прва книга да ја завршам. Соработуваше со Сакам книги, какво искуството со оваа издавачка куќа, колку беше предизвик да се и храброст да се објави прво дело, како те прифати читателската публика, беше ли скептична дали ова ќе им се допадне на читателите или одеше со она мисла дека еден да се пронеди, еден да му се допадне книгата, се завршила голема работа? Па овде интересно е кога Сега не се сеќавам на годината, мислам 2016 беше кога Сакам книги имаа конкурс за македонски автори. Така. И повторно се случи истата случка, повторно сестра ми рече, ама испрати ја. Значи сестрата е ме жуткаше. Еве ќе поздравиме. Да. Па втората книга ми е посветена на нив, на моите две сестри, Благица и Ивана. Супер. Бидејќи тие ми беа и најголема подршка и јас ја прочитав уште еднаш книгата и ја испратив. Си реков што ќе биде, нека биде. Јас си сакав, значи таа ми беше желба уште на факултет кога тргнав. Да објавиш нешто ако објавам книга, сакам да биде од Сакам книги. Таа ми беше желба. Так. И ми се оствари. Так. Друго интересно е, сигурно добија многу ракописи. Да, ептен ракописи. Па јас не добив одговор една година, ама одговор добив на денот на мојата свадба. Леле, да. Ова е цела приказна. Да, значи, свадбен подарок. Да. И пошто не е ли по свадба период да се менуваат документи, кога ќе правиш свадба или? Не. И после 3 дена, 4 седнувам на компјутерот и гледам имејл од Сакам книги. И гледам датата ова е тоа. На 12 мај. Викам, ова како некој подарок. Така. И од нив искрено сум многу задоволна, особено од уредничката Ивана Спасев. Таа ми рече дали ја издаде книгата во меѓувреме и реков не, веќе ако сакаш да ја издадеме, имаме одредени насоки и совети што треба да ги следиш, што на мене искрено многу ми се допадна некој да ти даде конструктивна критика, бидејќи јас си пишував од срце, нели, од љубов. Ама друго ќе беше и некој совет, некоја критика и Ивана ми помогна ептен. Кога стигнавме до завршната, до финалната верзија, ми рече ептен огромен скок направивме, бидејќи имаше многу малку збора, а веќе со втората верзија ептен така, значи 370 страни скокна. Колку време бара целиот тој процес од идеја до реализација? Ти кажа дека книгата не се пишуваше тешко, си одеше се само по себе, меѓутоа колку бара тој процес на издавање, на нели потоа продажбата и сите оние пропратни работи? За продажбата, за корицата, за маркетинг е нивен дел. Издавачката. Да. Па вака, мислам дека се е различно. Например, со сопругата, првата верзија си беше спонтана. Така. Кога ми ги пише Ивана насоките, јас во тој период и бев абсолвентка, ги спремав испитите и плюс на книгата работа, па може едно 5 месеци со финална верзија плюс ми дошле. А со сите сакаат Марта, за неа си имав веќе концепт, секоја поглавие, пошто овде има 3 лика што раскажуваат. Така. И овде си направив друг концепт, секоја поглавие помалку пишував, што викаат бура на идеи, да. И потоа се враќав. А третата книга што ја започнав, и таа ми одеше дел по дел. Како сопругата, глава по глава. Така, имаме трета која што стои необјавена, се чека. Уште се пишува. Уште се пишува. Одлично. Моето врачање е кој беше првиот впечаток на публиката, на македонската читателска публика. Велат втора шанса за прв впечаток нема. Кој беше првиот впечаток за тебе? Па вака, кога завршивме со измени се со финална верзија, тие конкурира преку Министерството. Но првата година Министерството не ме избра други македонски автори, но Ивана ми рече ако сакаш да пробаме уште еднаш. Так. Јас се согласив и втората година во 2020 ме избра.
И сега тука веќе ми стана јасно дека веќе не е сон, дека ќе излезе, Така. веќе не е само за мои очи, и за уредничката и за фамилијата. Па малку ме фати паника, Аха. бидејќи веќе ќе има Некоја позитивна Да. трема, дека Да. веќе ќе има и конструктивна критика Точно. и критика. Да. Знаеме ли да дадеме конструктивна критика? Кои беа критиките кон тебе и кои беа позитивните работи кои што ги споделуваат читателите? Па вака, кога излезе, беше крајот на мај, се сеќавам, и веќе до другиот ден првата читателка Марија ми ја купила и прво помислила по корицата дека е странски автор, и книжарката Светли рекла не, ова е наш автор. Искрено да бидам и јас помислив, после видов дека си наша Да. и дека ќе те викнам во емисија. И ептен се изненадила, од неа ми е првата рецензија, јас си имам традиција, поголемите рецензии си ги принтам и пластифицирам и над зидот си ги редам. Одлично. И се изненадив, значи таа ми беше прва критика, беше позитивна и така сватив дека веќе не е за мои Книгата, очи. да, почнува да, Да. си го наоѓа Па патот. потоа почна и други читатели да ја читат, дури сум изненадана, еве и пред некој ден повторно видов по книжевните групи и мислам читателите ми се најголем дар. Така, читателите те запознаваат преку сопругата Да. на детективот, меѓутоа уште повеќе те засакуваат преку Сите ја сакаат Марта. И јас те дознавам преку истата. Велиш дека сите ја сакаат Марта, меѓутоа таа на крајот мора да умре. Да. Ајде повеќе за содржината на ова романса, трилер, како да ја наречеме? Па романса трилер. Така, Поголем акцент има на романса. така. Па како што спомнав, јас повеќе сакам да читам трилери, во нив после пронаоѓам и ми се допаѓа таа мистерија, да размислувам кој ќе биде убиецот, мотивот. Но за втората сакав да експериментирам, да излезам од комфортната зона, да пробам нешто ново. И затоа се решив на романса. Така. Сите ја сакаат Марта си има и интересен стар, значи концептот ми е многу постар од сопругата. Значи кога бев средно, имавме нов канал на кабловската, Investigation Discovery. Добре. И тие што го гледале знаат дека има многу емисии за убиства, за киднапирање, за нерешени убиства. И пошто јас љубител на мистерии го гледав. А во мојата фамилија мајка ми е исто така голем љубител на трилери и на мистерии и покрај неа јас го гледав каналот и така многу ми се допадна да го гледам. Така. И после некое време ја имав прашано дали некогаш во Гевгелија имало убиство, пошто Гевгелија е прилично мирен град. Така. И мајка ми рече дека пред многу години имало на Вардарски рид убиство. Ако убаво се сеќавам, бил некој млад пар, биле странци, дошле, патувале, во шатор спиеле и биле убиени. Убиецот бил најден, мотивот бил да ги ограби. Така. И мене ми беше многу чудно, како што кажувам, Гевгелија пак мирен град, нема такви работи и си реков, ако некојаш напишам книга, би било за убиство во мојот град. Действото ќе биде тука. Да. Така и тоа и се случува. Но тоа остана, не почнав, бидејќи како што реков, уште немав храброст и си остана концептот. И така со сопругата и читателите многу ме охрабрија да продолжам да пишувам и си реков ајде ќе се обидам, но некако не сакав да биде пана трилер, сакав сега ајде да пробам и романса. Затоа акцентот ми е и на романсата. Така. Сега сите ја сакаат Марта, промоцијата се одржува во Гевгелија, претпоставувам исто преку Сакам книги од целиот Не, промоција има во Сакам книги. Добро. Беше после Великден, сега не се сеќавам на датата. А во Гевгелија ме поканија новата книжарница The Bookshop. Ме праша дали сум планирала промоција во Гевгелија, бидејќи тие се заинтересирани. Им реков не, до сега никој не ме повикал и тие ме поканија и мислам јас многу се изненадив. Имаше доста посетители. Така, се своја на Да. своето. Како те доживува гевгелиската читателска публика? Веќе те препознава ли? Да, ме препозна. Дури на почетокот ми беше чудно ќе она во маркет и ќе кажат да не си ти авторката. Аха, значи одлично. Така, Мирјана, кажи ми, има ли нешто, се надзирали нешто можеби автобиографско во твоите дела? Некои моменти преку некои ликови, некои карактеристики?
Па не знам, за втората книга една пријателка што ја прочитала ми рече дека, сега да не давам спойлери, има еден лик со мачење. Аха. И ми рекла тука те пронајдов. Ти да не си. Да, ми рекла тука те пронајдов. Така, што сака Миријана да чита најмногу во своето слободно време, кој ти е можеби омилен жанр или пак автори од кои што се инспирираш, обожаваш да ги читаш? Па досега најдобри ми се Дајен Чамберлейн, неа ја преведуваше Матица, па сега Култура, но јас незините постари книги ги имам читано на англиски и мислам дека од неа ми е желбата да пишувам такви фамилиарни драми што обработуваат тема родители, фамилија, однос родител со дете. За романси многу си ја обожавам Џули Џејмс, иако за жал одамна нема издадена книга. И исто така многу ми се допаѓа Крис Картер, а од скандинавците го препорачувам многу Јуси. А од македонците? Па од македонските досега по жанр што читам, многу ми се допадна на Анде стилот, исто и на Слаген. За драми и за романси супер ми се и нашите од сакам книги што се, но јас бидејќи сум по трилер, тука повеќе се пронаоѓам. Така, имаме ли ние квалитетни македонски автори, што треба да се промени, односно што фали во македонската литература? Па мислам дека кога започна короната почна многу книги да се читат, особено македонски автори. Мислам дека секој читател си знае што си бара, имаме квалитет. Им даваме шанса на нашите автори, според тебе еве од аспект на автор македонски? Па јас од кога станав автор, така и поактивна станав и по книжевните групи, па мислам дека повеќе се читаат. Сега не знам како било претходно, бидејќи не сум многу активен член на Facebook, но по сликите што ги гледам, мислам дека се читат многу повеќе. Така, колку Facebook групите помагаат во спознавањето на авторот, во неговите рецензии за неговите дела? Дали таму читателите се споделуваат, можеби овој автор е добар, оваа книга треба да ја купите? Како да тие препораки таму? Задоволни ли сте од Facebook маркетингот, еве така да го кажеме? Па, искрено да. И не само за македонски, така и за странски. Исто и некои и од други издавачки куќи си нудат, ова е добра, си кажуваат мислење, еве кога има промоции се информираме едни со други. Јас многу ме е мило кога ќе видам слика од мојата книга и обавезно пишувам или коментар или стикерче обавезно. Бидејќи некој одвоил време да ја прочита мојата книга, дали да ја купи или да ја зема од библиотека, мислам, и јас си сакам лично комуникација со читателите и слободно им кажувам, еве со некој што сум веќе поблиска, слободно ќе си кажете и критика, да си знам така, во другата... Така, да дадеме конструктивна критика? Па сум прочитала и што си барам, сум добила. Так. И си сакам тоа. Зошто треба читателите да ја прочитаат Сите ја сакаат Марта, сопругата на детективот? Па, да дадат шанса на македонски автори, да пробаат да прочитаат нешто поразлично. Така и да те запознаат тебе како автор. Миријана кажа дека се подготвува третата книга. Јас кога те запрашам што се готви следно, односно што може да читаме од тебе следно, дали ќе биде тоа пак во делот на трилерите, можеби некоја друга романса или пак сосема нешто поразлично? Па ова третата книга започна во декември и си ја оставив слободно да си тече, да видам на кој правец ќе одам. Ми започна како драма, но па после ја закочив малку. Па подоцна ми текна да обработам уште нешто друго. Исто така кога излезе Сите сакаат Марта, многу луѓе ми кажа дека сакале, тие што читаат трилер ми зборуваат дека очекувале друг трилер од мене, не романса, па имаше и коментар да си пробам пасот трилер, што е во ред. Така. Бидејќи тие што сакаат романса ми рекоа ова им е подобра. Да, секој што се чита тоа си бара. И во втората, па по тоа што го слушнав што ми кажуваат, се решив малку и трилер елемент да внесам. Така, па ќе видиме, ова си оди спонтано, па ќе видиме до кога. Така, колку време бара целиот тој процес на пишување, на нели, се си бара свое време и колку труд и пожртвуваност од твоето слободно време и дали се живее од пишувањето денес кај нас? Или уште тоа ќе го кажеме како некое хоби на страна?
Па, запишувањето зависи. Еве, сопругата од првата веза и измени може ми фати едно 8-9 месеци. За Марта беше многу помалку, може би 3 месеци. Исто така и немав многу критики за неа, немав многу насоки. Уредничката Ивана ми рече се гледа подобрување. Имаш измени, но некако сопругата. А сега за третата ја пишувам со пауза. Еве, од декември ме е започната, па со празниците се паузира. Значи тоа зависи до самиот Да, автор, и до самиот, до процесот на издавачката куќа. Плюс јас преферирам кога не ми се пишува да не пишувам на Да, сила. тоа ќе те прашав и дали пишуваш кога имаш инспирација или си велиш денес треба да пишувам зашто немам повеќе Пошто време за зависи, чекање. ако не ми се пишува и напишаното нема да биде убаво, ќе биде некако на сила, барем според мене, и затоа си оставам. Кога добивам желба, која е твојата најголема подршка во сето ова кое што го правиш? па секако моето семејство, сопругот Ангел, сестрите Благица Ивана и моите родители. Така, те разбираат ли кога треба да седнеш да се затвориш и да пишуваш? Да. Само што се шегувам, кога сум преку ден со обврски или нешто слично, никој не ми зборува. Аз земам да читам или да пишам, сите имаат да ми прават молба тогаш. Така, ти напомена дека и многу читаш, обожаваш да читаш, колку читањето помага на еден автор за полесно да се изрази, да ги искаже своите идеи? Па дефинитивно Клучно многу, ли е да. еден автор да чита многу? Па мислам да, пошто кога ќе читаме друг автор, прочитуваме друг стил. Можеби ќе добиеш и некоја инспирација од таму. Да. Так. Колку короната, пандемијата на COVID-19 влијаеше негативно на сите тие промоции и собиранки кои што сме научени да бидат во живо со подпишување, се одвиваше ли нешто онлайн? Како се одрази пандемијата на еден млад уметник автор? Па еве моето првенче излезе за време на пандемијата. Значи, така, рационално го скористи тоа и време. немаше промоција за жал, имаше на саемот таа година во септември, во Борис Трајковски што беше, но јас идејќи по потреба во Скопје, бидејќи бев уште апсолвентка, одејќи за испити овона, и ќе одев до книжарницата, ќе се најавев да земат книги, ќе потпишев и по книжевните групи знаев да пишем, имате потпишан примерок. Так. Меѓутоа луѓето сакаат промоции во Да. живо, сакаат подпис и средба со авторот и се надеваме дека ќе си се движи се во нормална Да, насока. еве за и втората веќе и мерките беа олабавени, мислам дека и луѓето си сакаа веќе нешто промоција и на таа промоција многу убаво си поминав исто и во Гевгелија. Така, спомена библиотека, покрај во сакам книги, книжарници и онлайн или да се порачаат книгите, каде се може да се набават твоите книги? Па би требало во библиотеките, сега како што спомнав, јас не сум вклучена во маркетинг делот, но како што гледам по групите кога ќе ја сликаат, гледам од е позајмено од библиотека. Така, значи ги има и во библиотеки, Да, во библиотеки, во книжарници и онлайн. Така, преку тебе претпоставувам не оди продажбата? Не. Така. Што друго го исполнува твоето слободно време? При крајот на овој разговор ме интересира што друго сака да прави еден млад автор во неговото слободно време, покрај читањето, пишувањето, сите оние обврски во домот. Па јас порано обожавав и да цртам. Значи ти си уметник во права смисла на зборот. Сега тоа малку го остави, бидејќи нова се насочив, па во скоро време размислувам и на тоа да се вратам, па ќе видиме. Так. Ајде да се видиме и на некоја изложба, можеби. Твоја, Да. велат дека талентот треба да се негува, меѓутоа ако си го имаш навистина. Миријана, јас ќе ти се заблагодарам што навистина одвои дел од твоето време да гостуваш и да ти биде ова прво телевизиско гостување токму во мојата емисија. Се радувам што јас првата открив и да повикав. Многу ми е драго, преубаво си помина во твое друштво. Да продолжиш да твориш, да продолжиш да пишуваш. Македонската публика те сака, те почитува, сака да те чита, да те гледаме и надвор на странските пазари со преведени книги и секако да се гледаме само за успешни приказни со мене. Ви благодарам многу. Така.
Миријана Проданова, почитувани гледачи, наша млада авторка, сопругата на детективот и сите ја сакаат Марта. Книгите можете да си ги набавите во книжарниците на издавачката куќа Сакам книги. Исто така можете да си ги порачате и онлайн или пак да си ги најдете во некој од библиотеките во нашата земја. Се надевам дека со ова интервју успеавме и овој пат да допреме до вас и да го задржиме вашето внимание. Ке се видиме за 7 дена. Бидете поздравени!